Земјоделците од Чешиново Облешево се крајно разочарани. Целата досегашна политика на власта која се менуваше, на нив воглавно не им донесе ништо добро. Сите како се менуваа им ветуваа гарантирана и добра откупна цена, но секогаш ветувањата остануваа неисполнети. Поради ова, се повеќе земјоделци креваат раце од оризопроизводство и нивите кои до вчера им значеа живот, сега ги распродаваат и за 50% пониска цена. Ниви се продават. Оризните ниви од 900, 1000, 1100 евра. Крските што викаме тие 500 евра, тука просек. Убава нива 500, полошите 400 евра. Оризните од 800 до 1000 евра. Вака тешките одлуки и разочарувањето кај овие земјоделци се донесени сега, бидејќи на прак е новата сезона, а тие немаат пари за подготовка и сеидба. Нивето ги продават за тоа што немаат пара, нема сметка. Земјоделци сме исцрпени, немаме пари за репроматеријали. Треба субвенции да дадат, треба тоа владата треба да ни помогне. У тај смисол цената не моризо за се, за лојзарите, речи го за прилеп за тутунарите, најдоа сметка тутуно да се качи 1 евро, а за оризо 30 динара, 35. Одеки се поклопеме. Освен неизвестноста и ниските откупни цени, проблем се и се поголемите трошоци за производство на ориз. Препаратите, репроматериалите, по 300-400 динара 1 кило препарат. Ние немаме пари да се поклопиме со тие трошкове. И немаме сметка да го сееме. Поро да не го сееме ако не ја качат цената. Од овие причини, земјоделците пресметале дека за нив поисплатливо и посигурно е нивите да ги заменат со фабрики. И не може да обстане народ. Си фана на работа и постарите луѓе што беа сите видува на работа си фана. Кој по фенол, кој по штип. Бар раздава сум саат, иде, тие се му чисти пари, 12.000, 13 ги земе, чисто му ја плата. Нека не може да се обстанува со земјоделието. И постарите живеат народ, сите бегаа на работа. И полека тоа више ќе се уништи таа гранка, земјоделие нема кој да работи. Инаку во источниот регион има околу 5000 производители на ориз, кои оваа култура, во зависност од хидролошката состојба, ја одгледуваат на површина од 3 до 5000 хектари.